Македонецот Миле Трифуновски, кој во моментов живее и работи во Доха, во Катар, за Сител раскажува дека околу 12 часот по локално време ги слушнале првите детонации. Вознемирени велат дека ќе почитуваат препораките од центрите за управување со кризи, но сметаат дека состојбата во моментот е стабилна. Во Катар во моментот има околу 350 македонци, но засега никој не бара евакуација. Генерално првите ракети кои што беа испалени од тука, пошто ја бев на другиот крај од државата утрово, па некаде околу 12 часот можам да кажам дека се лансираа ракети од тука кои што најверојатно беа наменети да пресретнат ирански ракети. Јас така го оценувам тоа затоа што од тука, како што кажуваат американските власти, не напаѓаат. Туку овдека е само поставени системи за одбрана, претпоставам, и така и ќе остане. Генерално сите сме смирени и мислам ги следиме упатствата, бидејќи валјда од Центар за управување за кризи што има на Катар, редовно добиваме SMS пораки и известување на телефоните како да постапуваме. Тоа генерално се однесува на да седеме во некој просторик подалеку од прозорите на зградите и да не излегуваме безпотребно, да не се движиме по градот, ако за тоа реално немаш потреба. Повеќето од луѓето тука го почитуваат тоа. Сега кога доаѓав кон работното место, баш видов дека улиците се полупразни и никој безпотребно не ризикува да се движи во овие времиња. Детонациите се слушнали и во Дубај, но нема поголема вознемиреност помеѓу македонците кои се таму. Фитнес инструкторот Марио раскажува дека иако се вознемирени, нема предупредување за евентуална евакуација. Моментов е окей, стабилно. Имаше пред неколку сати некои, да кажам, мали експлозии се слуша, што претпоставам, тоест прочитав дека БО-то ние пресретнување на одбранбениот систем на Емиратите против оние ракети кои што беа неверојатно туку лансирани од Иран на кај Емиратите. Така да само тоа беше на два наврати по некои, речем, мали експлозии, освен тоа нема ништо друго. Самите Емирати, владата на Обединетите Арапски Емирати имаат објавено дека, нели, оние генерални препораки во вакви времиња каде што би требало да бидат, ако да не се искачат надвор ако некоја нема некоја потреба, и не знам, освен тоа нешто друго посериозно нема. Аларми, такви ствари се уште немало. Македонското МНР е во постојана комуникација со амбасадите и конзуларните представништва доколку некои од македонските граѓани побараат помош. Според информациите од Абу Даби, околу 30 на македонци се јавиле во амбасадата, но не за евакуација, туку за повеќе информации околу состојбата. Сликата е поразлична во Израел, од каде според МНР досега 11 македонски државјани официјално побарале евакуација од таму. Согласно последните информации, воздушниот простор останува затворен најмалку до понеделник, а по неговото повторно отварање ќе бидат разгледани можностите за моделите и организирање на евентуална евакуација во согласност со околностите и безбедносната состојба. Во оваа фаза препораката до нашите државјани е внимателно да ги следат официјалните известувања на израелските власти, да постапуваат согласно безбедносните протоколи и да останат во засолништата кога тоа е наложено, известуваат од МНР. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.